За многу скоро од денес во СДСМ самите ќе бидат згрозени, засрамени и ќе се извинуваат кога оние што не знаат ќе видат што правела претходната власт со прислушувањето. Премиерот Христијан Мицкоски потенцираше дека такво нешто немало ни во фашистичките режими. Дел од следењето на тогашните опозициски функционери не било само телефонско прислушување. Вака тој одговори на обвинувањата на опозицијата дека власта се обидувала да го партизира телото за контрола на работата на АНБ. Тоа што се случувало ќе ве згрози и вас. Каков тип на мерки се преземани? Не само следење на комуникација, физичко следење и документирање и употреба на дозволени и недозволени методи. Затоа се плашите вие. Затоа се плашите и ја гледам онаа јавна дебата од тие остатоци на удбашки болшевички структури кои што и до ден денеска за жал се присутни во нашите кодошки, би рекол, безбедносни структури. Од опозицијската СДСМ пак обвинуваат дека ВМРО ДПМН се обидувала да ги партизира институциите. Особено проблем се луѓето кои конкурирале за членови на Советот за надзор на работата на безбедносните служби. Премиерот на тоа одговори дека од таму во моментов се чистеле партиски и нестручни кадри, на чие место треба да дојдат луѓе експерти во овој сегмент. ДПМН ги загрозува демократските процеси и капацитетот на институциите и повторно се обидува да воспостави контрола врз прислушкувањето. И останатите кандидати исто така во одреден дел не ги исполнуваат законските услови. Во законот јасно е наведено дека треба да се експерти од делот на правото, телекомуникациите, IT технологиите, безбедноста и одбраната. Мицкоски порача дека државните институции во моментов се чистеле од партиските кадри на СДСМ и ДУИ, со што бројот на функционерски плати во државата е намален за повеќе од 50, вели доказ дека власта нема за цел да ги партизира институциите и што многу раководни кадри се уште се луѓе поставени од претходната власт. Ќе ве потсетам на 2018 година како беа бирани членовите на регулаторната комисија за енергетика. На најбрутален начин. Со закани најпрвим во канцеларијата каде што работам јас, а потоа двајца по двајца во парламентот. Денеска, председател на регулаторна комисија за енергетика е Марко Бислимовски. Ваш предлог. Не е сменет. Еве, 6-ти месец поред. Мицкоски посочи дека доказ за партизираноста на сите институции од претходната власт е што обвинителите денес, кога треба да се справуваат со криминали од минативе 7 години, наоѓаат изговори, например имаат температура, диареа, патат од несоница или се анксиозни и не ги потпишуваат налозите за постапување.